Наместо превземање итни конкретни мерки за огромното загадување на воздухот во Прилеп, граѓаните и овој пат се само сведоци на партиски препукување и докажување во чие време воздухот бил позагаден. Од ВМРО ДПМН е денеска обвинија дека чистиот воздух кој градоначалникот Јовановски го ветувал пред изборите бил само лага. Предлагаа да се набават прочистувачи на воздух кои ќе се поставеле во училиштата и градинките. КСДС ги излаза граѓаните на општина Прилеп дека немаат план за чист воздух во нашиот град. Доколку имаа план, досега ќе почнеа да преземаат мерки, а не набавката на една мерна станица да го представуваат како огромен успех. Реториката во некој идно неопределено време со ќе, дека ќе го гасифицирате Прилеп, ќе набавите нови автобуси, е само празна реторика која е препознаена од народот. Од СДСМП го поздравија поставувањето на првата мерна станица во Прилеп, како и најавата дека наскоро како пилот проект ќе се постават уште 20 до 30 мерни станици, за да се открие кои се најголемите загадувачи во градот и кои мерки да се превземат. ВМРО ДПМН и екс-градоначалникот на општина Прилеп Маријан Ристевски 12 години свесно го игнорираа проблемот со загадувањето на воздухот во Прилеп, со што го доведоа до прашање и здравјето на сите граѓани. Парите на граѓаните наместо на мерки за намалување на загадувањето се трошеа на сомнителни тендери. Градоначалникот Јовановски изјави дека мерната станица била во 3-месечен тест период и не можело да се превземат никакви мерки додека не завршило незиното калибрирање. Граѓаните пак наместо препукување од политичките партии очекуваат сериозност по ова прашање и исполнување на она што се ветува на секои избори.